Во Флорида Кис, коралите на гребенот Меласа белеат бидејќи температурата на водата надминува 30 целзиусови степени. Морскиот биолог Дженифер Полом вели дека под стрес коралите ги изфрваат алгите со кои инаку би се хранеле. We're seeing a lot of bleaching all over the reef. Гледаме многу белење низ целиот гребен, особено со разгранетите корали кои се едни од најважните видови на гребенот. За жал, многу ќе изумрат. Од 2007 Фондацијата за обновување на коралите ревитализира подводни расадници на корали за повторно засадување на локалните гребени. Оваа година затоплената морска вода уништи повеќе од 50.000 корали во нивните расадници, алармира координаторката на програмата за реставрација Бели Томас. Кога тоа се случи, многу корали веднаш умреа. Целото нивно ткиво почна да се распаѓа. Додека белењето е природен одговор на коралите на ненадените промени во животната средина, пасионираната нуркачка Роксан Бунстра вели дека овогодинешната топлина на водата била екстремна. We saw warming starting to happen a full Затоплувањето почна да се случува цел месец пред просечните летни температури да достигнат кулминација. Коралите мора да се справат со овие екстремни температури, кои беа без преседан во нашата историја. Затоа има белење со толку посилен интензитет, бидејќи температурите се многу повисоки и траат многу подолго. Фондацијата организираше спасувачки напори за преместување на околу 2500 корали во копнени објекти со надеж дека ќе зачува генетската разновидност на локалните гребени. Бидејќи летните температури сега одминуваат, тие се подготвуваат да ги вратат спасените корали во океанот. Томасон вели дека коралите може да се прилагодат на климатските промени, но не кога тоа се случува многу брзо. Антропогените фактори на климатските промени кои се случуваат во моментов предизвикуваат климата да се менува толку брзо и нашите води да се загреат толку брзо, што е пребрзо за коралите и многу морски цицачи и животни кои се потпираат на коралите. Флорида Кис не само што зависи од коралните гребени за смирување на брановите за време на големите бури, туку тие обезбедуваат и живеалишта за рибите што ги привлекуваат туристите да дојдат и уживаат во локалната економија.